Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Родителите до крајот на мај треба да ги запишат децата родени во 2015 година во прво оделение. Во Гостивар во тек е пролетна акција за уредување на јавните зелени површини. Кривични пријави за тројца малолетници кои се сомничат дека предизвикале пожар на контејнери во Тетово. Уписот на деца во прво оделение е во тек. Родителите до крајот на мај треба да ги достават потребните документи до училишните управи. Во општина Тетово се зголемува бројот на ученици, велат надлежните. Во тек се уписите за првачења за новата учебна 2021-2022 година. Во училишните клупи во основните училишта во општина Тетово се очекува за прв пат да седнат околу 1200 првооделенци. До крајот на месецот родителите до училишните управи треба да ги достават потребните документи. Темпото на упис тече според предвиденото. До сега од вкупниот број кој што ние го очекуваме веќе е надминат 25% на ученици кои што треба да се запишат, веќе се запишани во училиштава. И одиме на тој начин да не се ствара гужва при уписиве, така да ги известуваме родителите на тој начин за да биде се покриено во текот на овој месец. Во случај да некои родители од оправдани причини не ќе можат до крајот на мај да ги реализираат уписиве, тоа ќе продолжи и до крајот на учебната година, така да сите ученици кои што се од Тетово, кои што се од нивните рајони ќе бидат опфатени во упис во државните основни училишта. Уписите можат да бидат и електронски, но сепак детето треба да посети комисија за проценка. Родителите може да изберат дали може да се запишат преку онлайн системот или пак преку со физичко присуство во училиштето, но ние за да имаме комуникација со учениците, за да имаме контакт и педагогот и психологот на училиштето, ги покануваме да дојдат поединечно родителите со учениците, за да може да се види и степенот на развој на учениците, како да во случај да имаме ученици со посебни потреби, тогаш да ги насочуваме кон надлежните институции за да може да се направи и нивна проценка за тоа дали треба да одат во паралелки кои што ќе бидат интегрирани, дали ќе треба да одат во специјални паралелки или пак ќе треба да продолжат во основно образование во учениците кои што се предвидени за упис во ова учебна година. Во прво оделение во новата учебна година ќе се запишат деца родени во 2015 година или децата кои ќе наполнат 6 години старост најдоцна до 31 јануари идната година, но по претходно барање на родителот-старателот и добиено мислење од психологот во училиштето. Во Гостивар во тек е пролетна акција за уредување на јавните зелени површини. Екипи на надлежното јавно предпријатие деновиве работат на зелените појаси на кружните текови, кои се разубавуваат со нови садници. Пролетта заради поволните временски услови е период кога вообичаено интензивно се спроведуваат активности за уредување на јавните зелени површини. Екипите на јавното предпријатие за паркинзи и зеленило во Гостивар изминатите 20 на дена имаат полни раце работа. Непречено тече акцијата за пролетно уредување на зеленилото во градот, а офатени се дворните места пред колективните згради, како и зелените појаси на кружните текови. Површините се оплеменуваат со нови дрвца, цвеќе, декоративни садници. Освен што е убаво за око, повеќе зеленило значи почист воздух, велат надлежните. Почнаме пред 3 недели да ги уредуваме дворобите на колективните станови. После тоа сме садели дрвца. После тоа сега од денеска почнуваме да ги уредуваме и декорираме кружните текови низ градот.
и ќе продолжиме вака. Што повеќе да се сади, што повеќе да се одржува зелената површина, ќе имаме чист воздух за нашиот град. Освен во дворните површини пред стамбените згради, на кружните текови и зелените појаси долж булеварите, ново зеленило ќе има и во паркот, каде деновиве ќе се засадат 30 дрвца. Челеби вели дека сега поретки се случаите на уништување на зеленилото, но апелот да се чува јавното добро треба да допре до сите граѓани. Се случува, меѓутоа не е често, ретко појавата, од негрижа на граѓаните, меѓутоа ние апелираме што повеќе да имаме одржување на зеленило и садење на повеќе дрва, ќе имаме почист град и почист воздух. Јавното предпријатие за паркинзи и зеленило е надлежно за уредување и одржување на вкупна зелена површина од 700.000 метри квадратни, од кои 390 во Гостивар и 310 низ околните села. За оваа намена на годишно ниво се трошат од 5 до 8 милиони денари, а финансиските средства се обезбедуваат со поддршка на гостиварската локална самоуправа. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека мутациите на вирусот не се сериозна закана за промена на сликата со епидемијата во земјава доколку населението масовно се вакцинира. Тој рече дека се уште е рано за укинување на мерката носење маска на отворено, но доколку бројките останат ниски, тоа ќе биде следниот чекор. Мислам дека нема потреба за никаква форма на награда. Оваа дополнителна бројка која што е пријавена од некаде крајот на месец мај, крајот на месец април до сега 130.000 нови граѓани како започна вакцинацијата со вакцината на Синофарм, мислам дека е добар знак. И за сега навистина има добар интерес. Се уште сметаме дека е рано да се даде општа препорака да маските не се носат на отворено. Така да како се голема број на вакцинирани, како спласнува и ако има тенденција, се надевам дека ќе продолжи да се намалуваат бројките, веројатно и тоа ќе дојде како мерка која што ќе се попушти. Односно следен чекор би бил, сега навистина рано да кажеме кога би било тоа, да се носат маските согласно оние препораки кои што важеа претходно. Само во група надвор, односно кога е граѓанин сам или се движи и така натаму да не ја носи маската. Но ќе повторам, за сега е рано, тоа ќе биде нешто следно за што ќе разговараме. Проценката е дека има поголем број на граѓани кои што имаат имунитет и покрај тоа што не се официјално евидентирали дека прележале болеста, односно дека биле асимптоматски носители. И сега за различна инфективна болест, различен е тој процент, колку пати повеќе од официјално регистрираните, значи дека болеста е прележале. Епидемиолозите калкулираат со некоја бројка од 3 до 7 пати повеќе од тие 150.000 кои што се кај нас евидентирани. И тоа е едниот момент. Она друга динамика со која што ние цело време калкулираме за 10.000 граѓани на ден согласно достапноста на вакцините е вториот момент со кој што се гради колективниот имунитет. И тоа што е непознато, не само кај нас, било каде во светот, е тоа дали некоја мутација на вирусот може да ја смени сликата. Претпоставките се дека може да смени, но не толку силно да се изремети целокупниот процес, заради тоа што степено на колективен имунитет сепак ќе ги штити граѓаните дури и од некоја мутација која што може да е поконтагиозна или по-лесно се пренесува, односно има потешка форма на клиничката слика. Значи, доколку нема мутација на вирусот и остане вака, колективен имунитет сигурно ќе стекнеме до крајот на летото, имајќи ги предвид сите овие процеси. Соодветно санкционирани тројца малолетници кои минатиот месец предизвикале пожар на неколку контејнери на улици во Тетово. Во продолжение слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово ја расчисти серијата пожари на контејнери кои се случија минатиот месец во Тетово и изготви соодветен поднесок до основното јавно обвинителство Тетово против тројца малолетници на возраст од 15 и 16 години од Тетово, а поради сомнение дека сториле 3 кривични дела: предизвикување општа опасност,
непостапување според здравствени прописи за време на епидемија и загадување на животната средина и природа. Казневи по членовите 288, 206 и 218 од Кривичниот законник. Тројцата тетовски малолетници на 18 и 28 април годинава во вечерните часови предизвикале пожар на неколку контейнери на улиците Благоја Туска, 107 и Илинденска во Тетово, прекршувајќи ја при тоа и забраната за движење. Вчера околу 15 часот и 30 минути во атарот на гостиварското село Врапчиште, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 39 годишник од гостиварска Долна Бањица, 38 годишна гостиварка и 52 годишник од Врапчиште. При нивен и преглед на возилото со гостиварски регистарски ознаки. Им бил пронајден хероин. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и со соодветен поднесок за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори. Денеска ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка во Основниот суд Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 30 минути на улица Маршал Титово Тетово привеле 27 годишник и 24 годишник, двајцата од Тетовско Доброште, кои немале документи за идентификација, а на кои ќе им бидат изготвени поднесоци по член 9 од Законот за лични карти. Вчера околу 19 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавено е дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на асфалтната база се случила сообраќајна несреќа во која учествувале мотоцикл со гостиварски регистарски ознаки, управуван од 24 годишен гостиварец, и патничко моторно возило со скопски ознаки, што го управувал 52 годишен скопјанец. Во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на незгодата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера во 16 часот и 30 минути 32 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека еден час пред тоа на улица Кеј Братство Единство во Гостивар му бил одземен неговиот мотоцикл кој го оставил со клуч во брава. Се расчистува случајот. Вчера во СВР Тетово било пријавено дека во периодот помеѓу 2 и 9 мај годинава засега непознати сторители извршиле сквернавење на гроб во дворот на црквата Свети Ахил Лерински во Долнореканското село Требиште. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска половина час по полноќ во СВР Тетово пријавено е дека во Неготино Полошко настанал пожар во патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, собственост на 46 годишно лице од Гостивар. Повредени лица нема, а за кусо време пожарот бил изгаснат. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски парично се казнети 52 лица од Тетово и 47 лица од Гостивар. Санкционирани 570 непрописно паркирани возила во изминатите 4 месеци од годинава. Само во текот на вчерашниот ден подигнати биле 22 возила од пајак службата во Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица за безбедност на патниот сообраќај во изминатите 4 месеци од оваа година вкупно санкционирала и во координација со Тетовската локална самоуправа подигнала вкупно 570 непрописно паркирани возила. Само во текот на вчерашниот ден, 10 мај, од пајак службата биле подигнати 22 возила, погрешно паркирани во централното Тетовско подрачје. Контролните активности ќе продолжат и во наредните денови, бидејќи се чувствуваат зголемена сообраќајна раздвиженост деновиве, која неретко резултира и со повеќе сообраќајни прекршоци. Покрај тоа засилено ќе се контролираат и мотоциклистите, до кои се апелира навреме да ги регистрираат мотоциклите и да ја користат заштитната опрема, а посебно да не управуваат возило без возачка дозвола. Преку уметност, средношколците од Полошкиот регион ќе упатат порака да се сопре говорот на омраза. Секторот за внатрешни работи Тетово денеска стартува со финалните активности на превентивно-едукативниот проект Стоп на говорот на омраза, чиј носител е одсекот за превенција, а со кој преку посебни предавања досега вкупно беа опфатени над 3000 средношколци од прва година од Полошкиот регион.
Во рамки на овие активности на 50 на ученици и нивните ментори ќе им бидат дистрибуирани сликарски материјали со кои тие дома ќе изработуваат уметнички творби на тема "Не навредувај, различности почитувај". Делата кои ќе бидат изработени со овие материјали кон крајот на месецот ќе бидат изложени во Тетово и Гостивар со порака да му се застане на патот на говорот на омраза, кој за жал е присутен најмногу на социјалните медиуми и во што најчесто се инволвирани ученици од средношколска возраст. Целта на проектот е и да се упати порака да се почитуваат различните мислења, припадности и ориентација, со цел да се поттикнат вистинските вредности и критериуми меѓу младите и да се намалат насилни и други постапки, како последица на претходно искажан и споделен говор на омраза, велат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.